Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, најнапред да посакам добре дојде на големиот пријател на Струмица, вице-премиерот господин Фатмир Битики и секако на генералниот директор на ТАФ холдингот, господин Метин Батак. На моје огромно задоволство денеска сме на увид во реализацијата на еден од поголемите проекти позначени за општина Струмица, а тоа е реконструкцијата на поројот Свети Илија, меѓународно познат како Чифлиганскиот порој. Станува збор за зошто зборувам еден од поважните проекти. Самиот факт дека има огромно сливно подрачје што предизвикува при пообилни дождови проблеми во долниот дел на градот, со самата реконструкција практично значително во голем процент ќе ги намалиме. Ќе ги намалиме поплавите. Дополнително бенефите, како што може да видите во овој дел од касарната, што практично представува една нова Струмица, од каде што општината го полни основниот буџет, го правиме овој дел уште поатрактивен за инвеститорите и нормално луѓето кои што овде купуваат станови им обезбедуваме подобри услови за живот и подобра комуникација со центарот на градот или со периферијата на градот во зависност од нивните потреби. Овој проект пушта една многу силна порака, а тоа е дека колку е значајна симбиозата и соработката помеѓу локалната, централната власт и колку е важно што во државата имаме општествено одговорни компании, како што е во случајот компанијата ТАФ. Преку програмата ТАФ практично се обезбедени 86 милиони и 700 илјади денари за реконструкција на 2300 метри на поројот. Ќе останат обврска на општината уште само 500 метри, кои што ние секако во наредните буџети ќе ги димензионираме и со тоа решаваме еден огромен проблем за Струмица и струмичани. Секако нашиот ден не завршува овде. Подоцна заедно со вице-премиерот, заедно со гостите ќе одиме на посета и на увид на друг капитален проект во општина Струмица, а тоа е увид во реализацијата на првиот булеварски мост кој што го инвестираме со средства на општината и дополнително согласно динамиката дневна која што имаме на асфалтирање на улицата Широк дол. Благодарам. Distinguished Mr. Fatmir Bitiki, Vice Prime Minister of the Government in charge of the Economic Affairs, Distinguished Mr. Kostadin Kostadinov, Mayor. Фатмир Битики, вице-премиер на владата задолжен за економски прашања, почитуван господин Костадин Костадинов, градоначалник на Струмица, почитувани представници на медиумите. Today, Vodochnisa. This project will prevent potential floods during heavy rain as its role is drainage of. Денеска сме тука да го провериме текот на градежните работи за регулација на каналот Свети Илија што се влева во реката Водочница. И со овој проект ќе се спречат потенцијални поплави при поројни дождови, бидејќи улогата на самиот канал е одведување, односно дренажа на атмосферските води. Riverbed will be finished by the projected deadline. We believe that this investment in value of 1.4 million euro will. Овде на оваа локација е завршена повеќе од половина од работата од проектот, додека останатиот дел од речното корито долго 2 километри ќе биде завршено во рамки, односно до предвидениот рок. Веруваме дека оваа инвестиција во вредност од 1,4 милиони евра ќе придонесе за подобрување на квалитетот на живот, односно за граѓаните на општина Струмица. The total amount of TAF's investments for the 94 governmental projects is 49.7 million euro. Вкупниот износ на инвестициите на ТАФ за 94-те владини проекти е 49,7 милиони евра, а сега сме во втората година на финансирање и доколку го резимираме се вкупното до сегашно работење, 36 проекти се целосно завршени, односно реализирани, додека останатите ќе се реализираат и ќе бидат завршени согласно планот, односно до крајот на 2023 година. Besides our core business, which is airport operations, we are glad that we can add. Покрај нашата основна дејност, односно покрај аеродромското работење, драго ни е што можеме да додадеме вредност за доброто на македонските граѓани преку финансирање на овие 94 инфраструктурни проекти, заедно со владата и заедно со локалните власти.
Господин Битики, господин Костадинов, ви благодариме и секако благодарност до сите владини институции за нивната силна поддршка и за соработката. Господин Костадинов, градоначалник на Струмица, мој драг пријател, почитуван господин Метин Батак, генерален директор на ТАФ Македонија, почитувани новинари. Денеска навистина е убав ден да сме во Струмица, на ден пред денот на независност на Република Северна Македонија и како може подобро да се наградат нашите граѓани ако не со добра работа и добри капитални инвестиции како што е овој денеска во Струмица, кој што градоначалникот Костадинов им го подарува на своите граѓани. Вака се сака татковината, вака се сака државата. Впрочем, ништо повеќе и ништо помалку од тоа не го барат нашите граѓани. Работа и дела кои што ќе остават за следните генерации. И затоа денеска покрај убавите манифестации кои што ги спомна градоначалникот Костадинов, извршивме увид на овој проект кој се реализира, како што кажа господин Батак и господин Костадинов, преку ТАФ програмата и со која се регулира поројот на Свети Илија до сливот на реката Водочица. Навистина му благодарам на Коста што денеска ни е добар домачин и целосно ни го исполни денот да сме заедно со сите наши струмичани. Работите на овој проект, за кој градоначалникот и директорот на ТАФ, господин Батак, зборуваа, се одвиваат во предвидената динамика. Како што впрочем е случајот со скоро сите инфраструктурни проекти кои се реализираат преку ТАФ програмата, која се координира преку мојот кабинет, заедно со ТАФ и секако општините низ целата држава. Како што знаете, пред само точно една година беа подпишани 94 договори за реализација на инфраструктурни проекти во сите плански региони или во општините низ целата земја. Само да потсетам, во 75 општини во нашата држава се спроведуваат проекти во вредност од 49,7 милиони евра. Тогаш најверојатно сите велеа ова е еден од тие програми кои што пак нема да го дочека крајот. Но денеска, по една година, веќе комплетно кажуваме дека се завршени 36 инфраструктурни проекти или реализирани се над 15 милиони евра од планираните средства во исто толку општини низ државата. Во реализација се 46 други проекти и само 9 проекти се останати за започнување. Ова е навистина посебно за истакнување затоа што со ваква динамика ретко кога ќе видите програма која што се спроведува за капитални инвестиции. И секако сите проекти кои што се во тек ќе се реализираат во планираниот рок, односно до крајот на 2023 и навистина ова е одлична реализација. Уште еден морам да напоменам дека сум посебно среќен дека утре пред 8 септември можеме заедно да споделуваме вакви убави моменти и вести и да сме горди на заекнувањето на инфраструктурата на локално ниво за сите граѓани во нашата држава. Вложувањето во подобрена и одржлива инфраструктура е неопходно за постигнување на развојните економски цели кон кои сите ние сме насочени. Оваа година, како влада, работевме во воспоставување на единицата за следење на капитални инфраструктурни проекти, која конечно ќе прави координација и следење на реализација на сите капитални проекти со цел нивно навремено реализирање. Денеска од тука, од Струмица, сакам да им честитам и да се заблагодарам на сите кои претходнава година успешно ги реализиравме 36 проекти на ТАФ програмата, а тоа се ТАФ и ТАФ Construction, како и општините низ целата земја. И знам дека до крајот на следната година повторно ќе можам да застанам и да кажам дека успешно се завршени сите предвидени проекти. Ќе продолжиме да поддржуваме трајни добра, бидејќи изградбата на локалната патна инфраструктура, водоснабдителна мрежа, канализациони мрежи, реконструкција, изградба на градинки и училишта и спортски објекти, здравствени установи, се секако за подобар живот на граѓаните и економскиот развој. Благодарам.